новина ќе бидам јас, Маријана Јачевска, и пред да почнеме со темите кои што не интригираат и нас и учесниците, би сакала да споделам со вас неколку библиографски податоци за говорниците. Нашата гостинка е Есма Канајко, е турска писателка и новинарка. Таа има дипломирано право во Истанбул, а моментално се наоѓа на докторски студии во Белгија. Незините романи се преведени на голем број европски јазици, главно преку серијата крими трилери со ликот на Кати Хиршел. Есма Канајко е родена во Турција, има германско државјанство, незиниот татко е од Македонија, додека пак незината баба е со потекло од Бугарија. Пишува за убиство во фотоборства и за една Кати Хиршел, која што се преселила во Германија, од Германија во Истанбул, за да отвори своја книжарница каде што се продаваат исклучиво криминалистички романи. Нашата втора гостинка денес, Агата Тушинска, е полска писателка која што е ќерка на историчар и новинарка. Доктор е по хуманитарни науки. Предавала книжевност и новинарство. По пишувањето се занимава со биографијата и со книжевната репортажа. Мешајќи го историското и фиктивното, објавила 20 на книги, од кои некои станале бестселери. Таа им дала глас на оние што никогаш не отвориле уста да ја раскажат својата страна на приказната. Во романот Обвинета не заколува за меката фотелја и не пушта да се мрнеме додека не ја изслушаме исповедта на полската Марлен Дитрих за носната пејачка Вера Гран, која после Втората светска војна е живосена како предалник и курвата на гестапо. Освен од устните на Вера, Агата успеала да истинска приказна и освршеничката на Бруно Шулц. Зошто единствената жена на која Шулц предложил брак воопшто не е дел од приказните заедно? Зошто на незиниот превод на Кафкиниот процес стои неговото име? Агата одбира ликови кои што не обича. Жени што се кријат под превезот на анонимноста. Жени што не се кријат под превезот на анонимноста, но ете, светот во нивно име одлучил да ги скрие. Александар Прокопиев е прозаист и есеист, дипломирал и магистрирал на Филолошкиот факултет во Белград на групата за компаративна книжевност и теорија на литературата. Во моментов е истражувач и професор на постдипломските студии по филологија на Институтот за македонска литература при Филолошкиот факултет во Скопје. Тој е член на Независни писатели на Македонија, учествувал во создавањето на неколку интересни, но вкусовечни списања и бил член на редакцијата на Спектар, а сега е еден од уредниците на СУМ, уредник на Наше писмо, списание на Независни писатели на Македонија. Сонја Стојменска Елзасер е истражувач и професор во Оделението за теорија на литературата и компаративна книжевност при Институтот за македонска литература на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Република Македонија. Главен уредник е на меѓународното списание за компаративна книжевност и културолошки истражувања контекст. Незините научни трудови се од областа на книжевната теорија и компаратистика. Член е на Европската мрежа за компаративни книжевни студии, на Меѓународната асоциација на компаратисти и на Друштвото на писатели на Македонија. Ана Василева е феминистка и активистка за женски права, блогерка и активна членка на неформалната иницијатива Бори се женски. Таа е магистрантка по англиски јазик и книжевност, а работи како преведувачка и толкувачка. Ана активно се залага за подигнување на јавната свест во врска со родовите прашања и промовирање политики на солидарност и колективна одговорност. Нашиот Ценет Ѓоко Здравевски дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, а работи како лектор на македонски јазик на Филозофскиот факултет во Ниш. Пишува поезија, кратка проза и есеи, а најдолго и најпосветено, според информациите што ги најдовме на интернет, го пишува својот магистерски труд. Душко Крстевски дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и е магистрант по филолошки науки. Бил преведувач по македонски јазик и литература и е автор на една книга поезија и на голем број есеи објавени во периодиката. Учествувал на повеќе поетски фестивали, како и на семинари на летни школи по филологија. Во моментов работи како наставник по македонски јазик во Меѓународната гимназија Нова. Огнена Некојска е преведувач и универзитетски професор во пенсија. Има дипломирано на Универзитет Католика дел Перу во Лима, Перу, и од 1981 година до одењето во пенсија во 2014 година предавала на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје.
занимава со превод и толкување и е автор на неколку книжевни огледи и на голем број преводи од шпански, англиски и од српски јазик. Нашата драга Вини Пемова, која што е последна што денес ќе ја представиме, завршила општа и компаративна книжевност и работи во Македонското радио во научно-документарната програма, каде што прави емисии за современите креативци и мислители. Автор е на повеќе преводи. Заедно со нив, но и со вас, наша драга публика, денес ќе поразговараме за диалогизмот кој што го воведува Бахтин, диалогизмот што значи признавање на другиот за постоењето на јас, исказот што мора да има адресант, некој кон кого што е упатен. Ке го отвориме прашањето дали Бахтин е во право кога тврди дека за човек да се спознае себе си, мора да се стави во чевлите на некој поразличен од себе, некој подруг, неидентичен, и да ја изгради сликата за себе си врз основа на установените разлики. Точно ли е тврдењето дека субјектот е постојано во диалог и дека оспорувајќи го оној со кого што го води диалогот, тој всушност се оспорува себе си? Е првото прашање кое што ние го поставуваме на нашите учесници. Истовремено, ќе се обидеме да го сопоставиме традиционалното сваќање на историјата со историската метафизика како нејзина директна критика. И прашуваме, можно ли е историјата да е само гол факт, или таа секогаш е проблем чие решение зависи од аголот што сме го зазеле, односно од перспективата на навидување што ни е наметната од матичната култура. Можеме да почнеме од тука и сите говорници имаат по 4 минути за да го искажат својот став. Добро вечер на сите. Добро вечер на сите. Еве ти го овој микрофон, е многу гром. Добро вечер. Околу другоста, значи тоа прашање кое што толку време се движи во нашата литература, кое што не обременува, не облагородува, дали може другоста да се спознае од единечна точка или само другоста може да се разгледа преку, да речеме, ако се ставиме во чевлите на другите, оваа калка да ја земеме од англискиот јазик, што е тоа другост, односно како тоа нашите очи можат да ги прецепираат нештата, ако не се ставиме ние во улогата на другиот, и како тој друг нас не идентификува и нас не надополнува. Денеска, имајќи еден од тие часови со моите интернационални студенти, не се обидувам да се рекламирам себе си таму каде што работам, но навистина ме интересираше како изгледа идејата за другиот преку очите на оние кои што не се доволно време за да се, да речеме, да направат една мимикрија и да успеат да се спојат со тоа што сме ние, како тие ја сваќаат другоста, како тие гледаат на самите нас. Значи малку и имагологија во себе. Се смета дека, еве, речеме, Бахтин ја ставил таа категорија на тој диалогизам, да не зборуваме за полифонијата, за романите на Достоевски, со кои што тој практично стана многу попознат благодарение на сите оние кои што го истражувале во негово време и кога бил пренесен кај нас. Другите се тие кои што нас не надополнуваат. Преку нивните ставови и ние екзистираме. Каква е таа другост на Балканот, значи кај нас? Некако ние како да имаме некој ексклузивно право на тоа да сме ние, а сите оние што те кажат нешто подруго, стануваме, значи, малце попосесивни и едноставно не им го признаваме тоа право. Ми се случи на едни неформални собирања да се постави прашање, значи, дали чуле за Ѓорѓи Кастриот. Сите рекоа дека не чуле за Ѓорѓи Кастриот, освен македонците што беа на тој семинар, за подоцна да се испостави дека
Јоргос Кастриотос постои како дел од грчката историја, дека Герги Кастрioти постои како дел од албанската историја, дека Ѓорѓи Кастриот е дел од македонската историја. И дека практично во сите тие работи кои што ги кажувавме, наместо да се надополнуваме и да градиме една, да речеме, една кула, каде што сите ќе поставиме по некој темел, по некој камен, испадна дека сите си се поделивме околу тоа прашање, секој си се прозиваше на своја собственост врз ликот на тој човек кој што практично само се трудел да изгради еден мит околу себе и можеби да едноставно се направи на своја собствена империја. И токму тој тип на другост, на присвојување на историјата ме направија многу поволен да ги проучувам тие историски работи и никогаш да не заземам некоја стриктна страна, туку едноставно да сакам да се надополни таа некоја кула, дали од карти, дали лего коцки кои што ќе стојат многу посилно и можеби ќе остават споменик за едно друго време. Толку, благодарам. Благодарам. Искрено мислев дека многу подоцна ќе зборувам. Некако брзо ми дојде ова. Тебе ти е најубаво. Но јас малку поинаку ќе му пристапам на прашањето од колегата. Ќе видам после другите како ќе пристапуваат. Јас во животот имав таа привилегија и чест да живеам со писател, татко ми, и многу често со него разговаравме за неговите дела. И она што мене ми беше интересно е што татко многу често велеше, ама мојата идеја беше, и јас веднаш го прекинував и велев, не знам и не ме интересира, ама кога јас земам тоето дело и го читам, тоа мене ми говори. Ми говори мене како човек кој со она јас што го носам, како искуство, како емоција, како содржина. И мене ми го кажува тоа што ми го кажува мене и веројатно на секој друг ќе му го кажува може би до некад истото, ама во голема мера и различно. Како се надоврзувам на прашањето што беше поставено. Бахтин самиот вели дека една смисла нема да суштествува се до оној момент додека не се спротистави или постави во врска со некоја друга. Јас тоа го сваќам како, например, човек ако не прозвори, нема порака. Кога ќе прозвори, мора некому да му прозвори. Кога на тој некој му прозворува, тогаш почнува таа мисла да си има свој живот. Сега, од практична гледна точка, бидејќи поголем дел од животот сум го поминала во преведување и во преведување на литература. Го гледам ова прашање на другоста, на јас, како многу илустрирано преку самиот процес на преведување. Бидејќи кога преведувате, вие едно дело го читате тоа дело прво, за да видите што кажал, што напишал авторот. Во тоа прво читање се запознавате со сторијата, со ликовите, за да можете да работите на тоа и го перцепирате, го согледувате и го чувствувате според она што сте вие. Што значи дека она што е ваше обкружување, оној културен код вие што го носите, и веднаш уште при читањето на сторијата ве упаѓаат во очи различност. Или она што е чудност кај тој автор, не само во однос на јазикот, туку и во однос на она што како содржина и како порака го има, која била насочена кон едно јазично подречје, кон една култура. И сега, кога треба ти тоа како преведувач, прво треба да го разбереш, треба да го најдеш и потоа во второто читање, сушност, навлегуваш во стил и навлегуваш во страотно тешката задача, она што во еден период, во едно време и во една друга околности, во едно друго општество, во други врски меѓу луѓето се искажало или се искажува за тоа,
да го пренесете во она што е ваш културен код, она што вие го имате како искуство, не само вие како личност, туку и она што оние читатели на кои тоа сакате да им го приближите. И добар превод ќе биде само оној кој што ќе води сметка токму за тоа и ќе најде во она што е културен код, она што е јазик и она што е традиција своја собствена на јазикот на кој се преведува, соодветно нешто кое што ќе или исчудува на истиот начин, или пак ќе помине така како да е лесно прифатливо из она што сте вие на вашиот јазик. И ми се чини дека тука е она што го суштината на тоа јас кој што е светот за мене, за човекот, а и она другиот кој што е светот за другиот, каде што ние ги ним наоѓаме една заедничка точка. И бидејќи сум била професор толку време, јас веројатно можела уште многу да зборувам, но се надевам дека ќе имаме малку повеќе после време да се разговараме и да продискутираме за тоа што сме го слушали. Благодарам, времето ни е драгоцено, јас се го брзаме. Секој настапува така како што профилира. Јас сум теоретичарка, компаратистка. Според мене ова беше друга става традиктологија.